Позната е длабоката и континуирана духовна врска и влијание која Свети Климент ја имал врз охридскиот поет и преродбеник Прличев. Но и Прличевата голема љубов и познавање на Климентовото дело опишано и во словото за Свети Климента, кое го одржал пред охриѓани во далечната 1867 година. Тогаш Прличев рекол: пред 9 века во Охрид беше страшен мрак. Дојде Свети Климент со своите книги, зафати да учи и вчас исчезна и стана светлина. Токму најновото дело на магистер Милчо Јовановски, Григор Прличев, вчера, денес и утре во издание на Охридската библиотека ја покажува и потврдува нивната исконска поврзаност. Прличев со своите дела оставил неизбришлива трага во вкупната меморија на луѓето и тлото докаде што стапнал, од Охрид до Атина, Софија, Солун и пак Охрид. Воздигнат до Хомера, нападнат од мнозина, болен не само физички, туку и во душата. Влюбеноста во родниот Охрид била дотолку голема, што градот го нарекувал таткоина. Тоа доволно сведочи за него и односот кон сограѓаните, градот и дојденците. Авторот, магистер Милчо Јовановски, во најновата книга умешно ги вклопил новите истражувања сврзани со животот и делото на Прличев, напишани во новинарски манир, кои се движат по линијата на книжевното и публицистиката. Со ова четврта книга посветена на Григор Прличев, нашиот патрон, всушност ние се приклучуваме кон одбележувањето на денот на Свети Климент Охридски патрон на Охрид. Ја знаеме духовната врска помеѓу двајцата, а всушност Прличев бил вдахновен од она што на времето го правил Свети Климент и секогаш во своите говори го споменувал пред охриѓани. Истовремено, оваа книга е прва која е двојазична и е наменета претежно покрај македонски и англиски текстови и зборува за животот и делото на Прличев, за знаменитостите кои се поврзани со него во нашиот Охрид и се разбира уште малку испаѓа и како еден мал туристички водич, затоа што во него се содржани најглавните, да речам, поменици од сакралната православна вероисповест, но потоа и католичката и исламската, се разбира за оние кои што се наоѓаат во нашиот Охрид и ќе биде вистинска читанка и истовремено мал туристички водич. Најновото дело на библиотекарот, новинар и публицист Милчо Јовановски многу ме подсетува на првата книга на Карл Бедекер, кој уште во средината на 19. век направил слични четива за Штутгарт, за Есен и за низа други градови во Германија, во туристички цели. Ова охридска книга е еден културно-туристички водич низ призмата на животот на Прличев и многу нешта што се белек на Охрид, а се сврзани со него и културната меморија на градот, рече промоторот, професор доктор Зоран Тунтев. Книгата е напишана во интересен, така наречен новинарски стил, без таксативно набројување, од друга страна пак и не е приказка, знаете, од онај облик до крајот на животот си живеа среќно и весело, туку точно новинарски, оштро напишано за дел од животниот пат на Григор Прличев. Книгата излегува од оние рамки на класичен роман или класична приказна, оди во светот на така наречени бедекери, според Карл Бедекер од пред 200 години првиот водич, испечатен водич за туристите. Заради името на Карл Бедекер сите облици на промоција на одредена дестинација се викаат бедекери. И авторот Јовановски навлегол во таа проблематика да ни една за нас многу позната приказна за најголемиот деец од меѓу охриѓаните навлезе во она категорија читатели кои би биле потенцијалните туристи. Библиотеката во Охрид зад себе има 8 децениско постоење, а оваа книга ќе може на странските гости со гордост да им ја понуди и на англиски јазик. Во постпродукција е и документарниот филм по сценарио на Јовановски со наслов Постапките на Прличев, во кој од различни аспекти говорат доктор Христина Николовска, доктор Димитар Пандев, доктор Ала Шешкен, доктор Елизабета Шелева, доктор Мајкеј Кавка, Горан Митрески и други. Филмот планирано е да биде прикажан на манифестацијата Прличеви беседи 2026.